Почитувани, истражители од Соединетите Американски држави ќе гонат криминал, затоа што криминалците од Министерството за внатрешни работи не може да гонат криминалци. Еве еден пример за тоа како Оливер Спасовски и Назим Буши, СДС и ДУИ спроведуваат беззаконие во Република Македонија. Веќе 13 дена Министерството за внатрешни работи го релативизира инцидентот на дивење во Скопје со приватно возило со флешери, кое беше запрено од полициска контрола и за кое интервенирале највисоки лица од МВР да биде пуштено. МВР на Спасовски го забашотува целиот овој случај и негира вмешаност на синот на Назим Буши. Но да почнеме со ред. Имено на 26 ноември на патот од Качанички пат кон Скопје, полицијата забележала возило Мерцедес, кое со голема брзина се движело кон градот, пошто биле известени екипи да го запрат истото возило. Откако возилото било запрено, висок функционер во МВР барал од полициските службеници истото веднаш да биде пуштено. Функционерот кој барал пуштење на возилото бил помошник началникот на СВР Скопје Вулнет Аземи. Истиот подоцна во обид да се заташка инцидентот е казнет затоа што се јавувал возилото да биде пуштено. И тука МВР го затвора овој случај. Да не дозволиме власта да го заташка овој инцидент во кој се вмешани највисоки функционери. Затоа пристапуваме кон расветлување на овој случај. Спасовски треба да одговори за кого се јавувал Вулнет Аземи ако во возилото не бил Керим Буши, син на Назим Буши, заменик министер во Министерството за внатрешни работи, и тоа со назнака дека се работи за познат човек. Кој е тој познат човек, дами и господа? И дали истиот е Керим Буши, син на заменик министерот во МВР Назим Буши? Каде е сега регистарската ознака за Мерцедес СК 0202 АП за кој е отворен овој случај? И дали постои оваа табличка од пред неколку дена, и ако не, зошто не? Дали Мерцедесот со овие регистарски ознаки бил во собственост на битолска фирма, чии собственици се во роднински врски со Назим Буши, и дали истото најчесто било возено од неговиот син? Спасовски да не се обидува да релативизира и да одговори на овие прашања. Одговорот, ако веќе не го знае, се крие во евиденциите на МВР, до кој тој како министер има многу лесен пристап и само за неколку часа може да даде одговор по сите овие прашања. Доколку Спасовски продолжи да молчи или да го заташкува случајот, ние ќе продолжиме со изнесување на други детали. Скандалот продолжува. Ви благодарам на вниманието.